Ова би било обнова на умот, 7 дел и веројатно ќе биде можда и последен, ќе видиме, не знам. Еве Зоран ми најавува некој материјал да ми даде, така да има материјали, не дека нема, но ќе видиме понатаму како ќе одиме со овие здравствени предавања. Како да повториме некои работи, пошто пред 2 саботи на некој начин офативме таа тема, да се подсетиме за да поврземе. Се сеќавате дека зборувавме за моките на умот и го спомнавме плацебото, оној плацебо ефект. Прво, цитиравме цитати од Елен Вајд, сега нема да ги цитираме, ги немаме овде, дека 9/10 од болестите потекнуваат од умот. Тоа е огромен процент. 90%. Читавме еден друг цитат дека луѓе умираат од измислени болести. Ки си стават нешто во глава едноставно, имаат некои одредени очекувања, не знам, вакви или такви, тоа е моките на умот. И навистина, не знам дали тоа навистина ќе закача таква болест, има и такви случаи, тоа е точно, тоа е ефект, тој плацебо ефект на автосугестија и ќе закачат болест. А од друга страна, плацебото е, знаете, тоа не е вистински, тоа е демек, вистински медицински третман, а не е, устари. Може да станува збор за таблета, за инjekција или некој вид, друг вид на лажен третман. И заедничко кај сите плацеба спомнавме дека што не содржи активна субстанца која што може да делува на здравието. Значи може да биде обична водичка или не знам што. Нешто што воопшто не делува на било каква промена во вашето здравје, а ќе предизвика ефект само заради моките на умот, само заради тоа што вие очекувате нешто од тој лек. Како што кажав, тогаш ќе ви заболи глава, ќе ви дадат такво плацебо и ќе ви речат ова е аналгин, да речеме, не знам. И вие само заради тоа што верувате дека во прашање аналгин, ќе ви помине главата. Се правеле опити со тоа и мокта на умот, неверојатна е мокта на умот. Така да и како треба да обрнеме внимание на тоа со што го хранеме и како да ги контролираме мислите, да не лутаат ваму таму и да не си замислуваме ситуации кои што или не постојат или пак од мравка правиме слон често пати и на тој начин си наштетуваме. И живееме навистина во време на тешки ментални болести, како што кажавме, дури 9/10 од болестите потекнуваат од тука, че таа поврзаност преку нервите, преку тој нервен систем на мозокот со органите, но и воопшто, ако зборуваме за менталните болести, како ментални болести се во голем пораст, и самата Елен Вајд кажува дека ќе бидат во голем пораст. А Господ е повеќе од се заинтересиран за нашиот ум, од проста причина што кажавме, нели, дека таму е тој челен резен, таму е одлуката, таму е моралот, таму е волјата, таму е сето она за кое што е заинтересиран и ѓаволот. И борбата е токму за умот, затоа и оваа серија, затоа и овој материјал, овие материјали кои што ги презентираме, за да сватиме поврзаноста и од психичка страна, меѓутоа и од физичка, значи сите тие наши физички навики и здравствени навики, како тоа делуваат на нашиот мозок како орган и на нашиот ум. Цитиравме некои од стиховите, Исаја 26:3, цврстиот по дух ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. Тоа е преводот од, како што гледам овде, од ревидираниот превод. Но Кинг Джеймс намерно е ставен, затоа што овде вели дека она цврст по дух, всушност, е чијшто ум е вкотвен во тебе, ајде така да се изразиме. Совршен мир може да има оној чијшто ум е вкотвен, насочен на Господа, во Господа. А знаете што е котва, знаете? Зашто служи котвата? Да не е
оди бродот лево десно да не удри, да не доживее бродолом, значи за да се вкотви и да не мрда. Тука да е. Ние имаме проблем. Токму веројатно поради таа голема борба меѓу ѓаволот, сатаната и Бог за нашиот ум, и затоа што често пати знае да не занесе ѓаволот, затоа што не сме вкотвени и сме непостојани. Де лево, де десно. Проблем имаме, значи, со тоа. А што вели во Јаков 1.8? Човекот што се двоуми или има разделена душа, во другиот превод, во сите своји патишта е непостојан. Господ сака да не вкотви во вистината, во себе, да бидеме сигурни. Поготово во овој несигурен свет, кога навистина сите сили се насочени кон уништување на човечката душа. И пред се предниот резен, како што кажав, челниот резен, каде што е способноста да разликуваме што е добро, што е зло. И да избереме со Божја помош да го следиме доброто. Значи, императив наш е да се погрижиме, да го одржиме предниот резен во најдобра можна состојба. И еве, како спомнавме пример, што е предниот резен, пример со стихот кој што ни е добро познат, од Матеј 1.23, ете девица ќе зачне, ќе роди син и ќе го наречат Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. Меѓутоа знаете од каде е земен овој стих и ако го читаме во контекст, видите што вели во Исаија 7.14-15. Затоа Господ сам ќе ви даде знак, еве, значи тој стих од Матеј, еве девица ќе зачне, ќе роди син, ќе му даде име Емануел. И се вели, тој ќе се храни со млеко и мед, доека не се научи да го отфрла злото и да го избира доброто. Значи, Исус многу добро знаел и ние треба да спознаеме, ако не сме спознали, дека видот на исхрана и диетата, значи што ја практикуваме, има и како врска со умот, со тоа како функционира нашиот мозок, предниот резен и околу тоа да научиме да го отфрламе злото, да го избираме доброто. Мед и млеко, како што кажавме, тоа е изобилна и добра храна, како што, нели, по кој што е познат Ханан, мед и млеко. Значи, треба да обрнеме внимание на она што го јадеме, и тоа, кој знае колку пати го спомнавме. И Коринќаните 10.31 вели, според тоа, јадете ли, пиете ли, или ако правите нешто друго, правете се за Божја слава. Буквално се што правиме, треба да правиме за Божја слава. А што е Божјата слава, рековме, тоа е од стиховите во Тора Мојсиева, она му каже што Мојсија нели сакал да ја види Божјата слава и Господ му го прикажал својот карактер, всушност. Значи, славата или Божјиот карактер или името Господово, тоа се синоними и затоа во Откровение 14.1 се вели дека 144.000 ќе го имаат на своите чела напишано неговото име, името на јагнето, или и името на неговиот татко, сеедно, Божиот карактер. Кога сме кај ова, денес се спомна малку и сакав малку да коментирам во тој правец во пуката, иако не во целосно во правецот, кој што сакам сега да кажам, но се спомна стиховите од 1 Петрова 2 глава, што велеа тие, 1 Петрова 2 глава, за Христа, значи, кога се опишува неговиот карактер во кратки црти во 2 стиха, всушност, вели тој, 22 и 23 стих, тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој, кој беше навредуван, не враќаше со навреда, кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Значи, во контекст на кротоста, а неговата понизност, ги читавме овие стихови. Меѓутоа, што забележуваме овде?
Описот на неговиот карактер, значи не направи греф и не се најде измама во неговата уста и беше кроток или понизен. Кратки црти. Каков е описот во Откровение 14 глава на 144.000? Истиот опис го наоѓаме. 14.5 и лага не се најде во нивната уста и тие се непорочни, односно без греф. А 14.12 како завршува од ангелската вест? Тука е трпението на светите. Тука се оние кои што ги држат заповедите и имаат верата Христова. Трпение, понизност, кротост, непорочност, ја говорат секојаш и само вистината, препис на неговиот карактер. Ете, тоа е тоа. Затоа се вели дека 144.000 ќе го имаат неговото име, Христовото и Божието име на своите чела, а тоа е Божиот карактер. И затоа Исус треба да биде пример во се. Сега, ако Божјата слава е Божиот карактер, тогаш она што го јадам и пијам треба да помогне да го репродуцирам Божиот карактер во мене. Сега овде во овие стихови да не ги читаме целите, тогаш ги читавме. Тој е твојот живот. Господ е твојот живот. Господ е живот. Претходно спомнав и во утринските стихови. Ако Господ е живот, тоа е еден атрибут негов, значи, според тоа, се што јадеме и пиеме, ако го правиме на негова слава, треба да го правиме на негова слава, треба да репродуцира живот во нас, а не смрт или нешто спротивно. Живот. Сето оно што ова не носи живот. Минатиот пат реков го нема мојот швеп, самајте го тамо скрос на крај во лименка. Тука бил битер лемон, што понекогаш во летните горештини може да се излажам, да испијам нешто, меѓутоа тоа не е живот. Тоа не носи живот, луѓе. Газиран сок, каков сакате, не носи живот, полно е со шекер. Ортофосфорна киселина имаат аспартами, за аспартамот зборувавме, тоа е чист отров. Тоа не е живот. Тоа не носи живот, тоа може само лажно да ви ја угасне жетта, а погледнете на телевизија какви се реклами нема. Не лажат кај ќе стигнат, значи, по реклами, по не знам што, по кај ќе стигнат баш буквално. И спомнав и тогаш и сега ќе кажам, овие отрови што ги има во овие газирани пијалоци, знаете што, каде маваат највеќе, ги уништуваат Б витамините. А тие се најзаслужни за функционирање на нашиот нервен систем. А што беше, што имаше врска нервниот систем и нервите? Елен Вајд кажува, единствената врска меѓу нас и небото е преку нервите. Нервите се таа врска. Па сега, размислете што ќе правите на врската. Значи, ќе види врска без врска. Ќе не можете да воспоставите, некаде да ви паѓа мрежата, па се нервирате, да? Така. Овој стих вели, Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник во неволја. Дали тоа што го пиеме и јадеме ни дава сила или пак ни ја троши силата? Што вели овој стих, зборувајќи за тоа како треба на време да јадеме и да пиеме, и за тоа зборувавме. Блажи ти земја кога ти е царот син на благородник и кога твоите кнезови јадат на време, за да се подкрепат, а не да се испиенат. Значи да се засилат, а не да се испиенат. Точно е, треба да знаеме што да јадеме и што да пиеме, но и кога да јадеме и да пиеме. Не пред 2 часа сум грицнал нешто, па сега пак ќе јадам, па после 2-3 саат пак ќе ми текне нешто, ај чипс нешто, не знам таму. Грицки некој. И тоа ви дава сила. Не, токму тоа, ќе се испијаните. Нема да му дозволите на желудникот да одмара, едноставно ќе почне да врие и да создаде алкохол кај вас. Нормално тука треба да се внимава и на комбинација на храната и таа може да предизвика несоодветно скомбинирана храна,
значи вриење. За алкохолот да не зборуваме, значи тој е погубен за клетките во мозокот. И тогаш спомнав и сега ќе кажам, не знам од кај име тоа на докторите, ама затоа што веројатно сакат да си оправдаат како тие живеат, нивниот стил на живот, па ќе ви кажат, може по некоја чашка на вино, знаете, тоа е добро за циркулација. Меѓутоа, принципот на умереност, што кажува? Што значи умереноста, како го дефинира Елен Вајт? Умереноста е абстиненција, значи, откажување од сето она што е штетно и умерено користење на она што е корисно, добро. И затоа, во тој контекст го спомнавме и медот, кој што е изворена храна, и според некој, иако јас се декларирам веган веќе, според некој не сум веган, затоа што јадам мед и многу си го сакам медот, да ви кажам, затоа што според некој медот е од животинско потекло, па затоа ако јадете мед не сте веган, така велат. Како сакаат нека велат. Меѓутоа медот е супер храна, прекрасна храна и треба да ја внесуваме колку што можеме, но што вели овде, кога ќе најдеш мед, затоа што тоа се наоѓал по поле, ваму таму по дрва, јади умерено, за да не се прејадеш и да го изблуваш изеденото. Значи, дури и прекрасниот мед, една совршена храна, ако ја претераш, ништо не си направил. Значи, вистинската умереност е тргање на алкохол и на сето она што е штетно, како што кажавме, и умерена употреба на она што е корисно. Виното е подсмевка, ракијата бунтовник и секој кој им е подчинет не е разумен. На нас не треба разум во ова време денешно. И те како разум. Значи, алкохолот не е пиелок на слава на Бога. Не можете да пиете алкохол на слава на Бога, а денеска сите слави, така наречени, се со алкохол и тоа во изобилство. Ниту кафето, ниту пак некои врсти на чај. Еве што прави кафето, кофеинот поготово. Го помрачува умот, може до тука да застанеме, нема потребно натака да читаме. Го помрачува умот, зар ви е потребно вакво нешто? Ги умртвува енергиите, го возбудува нервниот систем и подосна влие депресивно и исцрпувачки врз телото, па подосна ќе ви побера телото уште едно кафе. Па уште едно кафе и така натаму и така во круг. И ви сте се послаби, поисцрпени и нервозни и така натаму и така натаму. А денеска кој знае колкав процент од светот го почнува со кафе и она што смирува, значи ова ги надразнува нервите, го возбудува нервниот систем, ама па цигарата ги смирува и така некако заедно одат во комбинација. И не се свесни луѓето што прават. Ајде ќе го фатиме и овој дел. Кога станува збор за исхрана, на Господ многу јасно кажавме дека местната исхрана не е добра и треба да се избегава, меѓутоа Библијата е јасна, ги дели животните на чисти и на нечисти. И има таму класификации, не мора сега да читаме, да се бавиме со тоа, меѓутоа луѓето денеска јадат баш се што мрда, така да кажеме. А видите го овој дел, можеме не сме го приметиле, кога станува збор за јадење месо, како Господ рекол, зборувавме за тоа, да се отстрани лојот, да нема лој и да нема крв. Така? Значи, она кошер што го велат. Што не се ни јаде. Видите ова ситуација во 1 Самуилова, 14 глава. Да ве подсетам, ова е пред битката со филистејците, лудиот Саул, да кажам така, им рекол, значи се спремат за битка, он им вели, ке постиме сега. Добро, ќе речете, па да, ќе постиме, ќе се молиме на Господа. Меѓутоа тие истоштени, сега ги става на пост, па знаете Јонатан како сгрешил тамо од медот баш.
куснал малку, нашол некој мед, па ќе завршил кобно, но и после тоа, сега вели, во оној ден ги порази филистејците од Михмас се до Ајалон, значи сега после битката, а народ беше на крајот на своите сили, значи исцрпени, претходно постеле битка и така натаму, исцрпени. Тогаш народот се нафрли на грабеж, нафаќа ситен добиток, говеда и телиња и почна да ги коле на гола земја да го јаде месото со крвта. И што вели следниот стих? И му соопшти на Саула, велејќи, ете, народот му греши на Господа, јадејќи месо со крв. Како го квалификуваат тоа јадење на месо со крв? Како грев? Како беззаконие пред Господа? Знаете дека во Дел апостолски, мислам, беше 15 глава, таму каде што нели се расправаат учениците, чекај сега што ќе правиме со овие незнабожците. Знаете, имало групи на христијани кои што се уште им ги наметнувале оние правила од Стариот Завет, од церемониалниот систем. И што вели таму во Дел апостолски? Во ред не друго, ама да ги научиме да се пазат од блуд, од удавено, од крв. Така ли? И крвта се спомнува. Тоа е нешто што е конзистентно. Тоа и денеска Господ го порачува, ако веќе се јаде месо, оној кој што јаде месо треба да му извади сета крв, да нема крв и да нема лој. Во крвта е животот, односно во крвта и се сите болести, сите бактерии и така натаму. Лоите кажавме, мастите, кој страшен ефект имаат врз организмот. Така да овој момент сакав да го спомнам оти јадењето на месо со крв овде се квалификува како грев пред Господа. Сега одиме на оној дел кој што малку го спомнав минатиот пат, на брзина. Излез 5, 1 и 2. Мојсија и Арон отидој му рекува на фараонот, вака вели Господ Израелевиот Бог, пушти го мојот народ да отиде и да прослави свеченост во моја чест. И фараонот им се обрќа и им вели, кој е тој Господ за да го послушам јас, одговори фараонот, и да ги пуштам израелците. Јас не го познавам тој Господ, ниту ќе ги пуштам израелците. Ова се зборовите на фараонот, кој е тој Господ. Ова е сега околу прашањето колку треба да се јаде. Што велат овие стихови во Пословици 30 глава? Минатиот пат спомнав и искрено ќе кажам овој пат, јас некојаш се молам со овие зборови, со овие стихови. За две нешта те молам, не откажувај ми ги доека не умрам, оддалечи ги од мене суетата и лагата, не ми давај ни сиромаштво, ни богатство. Храни ме со мојот насушен леп. И зошто? За да не се откажам од тебе, откако ќе се наситам. И да речам, кој е Господ? Зборовите на фараонот. Презаситеноста е со леп дури овде, и буквално ако земеме. Добро, не стои со леп. Подолу мислам дека имаше стих. Нема врска, добро. Да, која ќе стане збор за Содом и Гомор. Но како и да е, презаситеност или ждерањето, она што ќе биде слика на светот пред уништувањето, како и пред потопниот свет. Да не знаеш колку ти е доста. Знаете, тоа е голем проблем денеска, светски проблем. Значи се вели дека до 2030, веројатно тамо, не знам како читат некои податоци, дека секој второ дете или секој втор жител на оваа планета ќе биде гојазен. Ќе има вишу телесна тежина. Тоа е од тоа. Може би стигнавме во историјата на човештвото кога за прв пат повеќе се умира од јадење отколку од глад. И она што е пострашно, видите како делува тоа на нашиот ум, на нашата духовност. Кога ќе се насети човек и рече кој е тој Господ, па гревовите на Содом и Гомор кои беа? Од неодамно зборувавме. Еве ги беззаконијата на твојата сестра Содом, горделиво во изобилство на леп и безгрижно живееја таа и незините керки, а сиромашните и бедните не ги помагаа. Се возгордеа и правеа гнасоти пред моите очи. Значи, гордост, изобилство на леп, безгрижно живење.
Тоа беа гревоите кои што поттикнаа други гревои, понатаму знаете, ние Содом кој ќе спомнеме се мисли на, нели, на хомосексуалност и така натаму, меѓутоа еве ги главните гревои. Докаде доведуваат. Отскоро слушнав дека најверојатно, фала му на Бога го е така, значи едно големо браво за српскиот народ, веројатно и за председателот, ако, како што слушнав, веројатно ќе се одложи оној Европраид во Белград, затоа што има силен притисок од народот и фала му на Господа ако е така, но овие притискаат од Европска Унија, го молат Вучич да дозволи како сега тоа. Ако сакате во Европска Унија мора да почитувате европски вредности, содомски вредности. Но еве каков живот води кон такви гнасоти. Ако си ненаситник, мудриот Соломон има мудрост и решение и за такво нешто, вели, стави си нож под грлото, ако си ненаситник. Не буквално. Немојте да си играте со ножеви дома. Да не се случи нешто случајно. Сега би текна на една, мислам дека од Даг Башарло го слушав, такви работи само од него може да чуеш како некој бербер сведочел. Кога ги бричал своите клиенти, ќе го бричи, ќе му остави тоа сечилото под... Ќе го прифатиш Христа или не? Секако тоа не е вистинскиот начин, но онака како смешка. И го спомнав минатиот пат Даниел, прекрасен лик, прекрасен пример за секој од нас. Како тој цврсто се држал и одлучил во своето срце, вели таму, само да го најдам стикот, прва глава, прва глава, 8 стих. Значи, предходно, што рековме, лажно образование, односно погрешно образование им наметнуваат, тие се во робство. 3 години требало да се образуваат на тие, така да кажем, вавилонски факултети. Не реагирале на тоа, јавно, не се спротиставиле, затоа што знаеле кај им е основата, значи едноставно ја имале основата. Знаете, многу е полесно кога ја имате основата, зашто се вели првите 7 години се битни, дај ми го детето првите 7 години, па потоа може да ти го вратам. Тие 7 години се најбитни. Ако ја имате основата, потоа многу полесно ќе знаете што да прифатите, што не и така натаму. И немаме реакција од нивна страна, потоа ми ги менуваат имињата. Значи, Анани, Мисел и Азари стануваат Седрак, Мисах и Авденаго. Даниел станува Валтазар. И пак нема реакција. Меѓутоа, Даниел не можел да не реагира заедно со неговите другари, кога им натуриле вавилонска исхрана. Што вели во 8 стих од прва глава? Даниел одлучи во срцето дека нема да се оскверни со царските јадења, па го замоли дворскиот старешина да го поштеди, та да не се оскверни. И тој прифатил, заради тоа што му рекле, еве 10 дена, направи тест 10 дена да видиме кои ќе бидат резултатите. Го барам стикот каде беше, да. 12 стих, те молам, обиди се со своите слуги 10 дни, нека ни даваат зеленчук за јадење и вода за пиење. Тоа го вели Библијата. Едноставна диета, свежа храна, може да кажеме. Тогаш ќе видиш какви ќе бидеме ние и какви момчињата кои ќе јадат од царските јадења. И се случува тој, по 10 дена тие беа поубави, позгоени од колку момчињата кои јаде од царските јадења. И потоа и помудри, 20 стих, во се мудро и умно, зашто ги испитуваше царот, се најде дека се 10 пати повешти од сите волшебници и гатачи што ги имаше во сето негово царство. И така како исхраната делува и на вашиот изглед, на вашето здравие, но и на вашиот ум.
и развој и физички и психички. Сето ова се стихови на некој начин, сакам на некој начин да заокружиме со стихови од Библијата каде што се кријат тие здравствени принципи. Значи, ние ја немаме веста од 19 век и па и дури да е од тогаш, затоа што од тогаш ни е онака надробена, да кажам, во детали. Денеска уште со науката и наши браќа, сестри, кои што се во таа докторска фела и помагаат во тоа да уште повеќе се уцврстиме во тие библиски принципи што ни се дадени. Срамно е, и еве од 19 век да ја имаме пораката, срамно е што адвентниот народ денеска во 21 век е претркан од други, од разноразни групации, кои што отвараат ресторани, кои што на нас ни предаваат што треба да јадеме и како треба да јадеме. И наистина е жалосно од друга страна што заради тоа што не се држиме до тие принципи, секако тука има еден куп фактори, меѓутоа сепак сме болни како и другиот свет. И кај нас ги има истите болести како и кај другиот свет, а Господ ветил, ако се сетите тамо во второ законие, мислам дека, не, Броеви, 15:26, мислам дека беше, дека ако ние го слушаме Божиот глас, ако ги почитуваме тие негови принципи, тогаш нема на нас да пушти никакви болести од тие што ги има на египетците. Но, сепак ќе кажам, разни фактори, денеска и стресот е огромен фактор, вие можете сето ова да го држите, меѓутоа, ама и стресот е дел од менаџирањето на стресот е дел од оние 8 здравствени закони. Што беше 8-миот закон, последниот? Вера во Бога. Или доверба. Ако имате доверба во Бога, проучуваме и прекрасна лекција во тромесечие, тогаш, ако сте вкотвени со вашиот ум во Бога, во вистината, тогаш поинаку ќе го поднесувате и стресот. И неволите и сето оно што ќе ве снајде во животот. Едноставно да се каже, да, знам. Многу потешко е да тоа се живее и спроведе во живот, но сепак ова е дадено за нас и дека Господ ни помогне да сето ова го спроведеме во нашиот живот. Не е шега, не е и еве еден апел од мене, не треба да престанеме да говориме за здравствената реформа, дека ни е дадена за да бидеме здрави. Само за тоа не е. Здравствената реформа е што? Десна рака на троангелската вест или на Евангелието, како сакате. Десна рака, знаете што значи? Многу битна рака е десната рака. Освен за оној кој што е левак, да кажем. За него па левата е битна. Значи, ако не свативме, треба да сватиме дека тоа што го јадеме и пиеме и се останато со што го храниме нашиот мозок има спасоносно влијание. Дали ќе бидеме во спасените или не, и до таму може да одеме. Не сега да каже некој, сега, значи, месото е услов, или не знамо. Не во тој контекст. Верувам дека свативме во кој контекст ги држиме сите овие предавања и што треба од сето тоа сватиме. Денеска ги читав стиховите, меѓутоа сега ми текна на крајот, добре, што ме подсети Духот Свети, значи стиховите од 1 Петрова 2 глава, описот на Христовиот карактер, кротоста и неговата понизност, трпение и паралела со тоа карактерот на 144.000. Пак трпение, пак кротост, непорочност. Дали ќе бидете кроток или бесен? Денеска се спомна. Дали зависи од исхраната или не? Ајде да се подсетиме малку на еден моментот порано. Зависи или не зависи? Што ќе впрегнете во оној јарем за да ви ја изора нивата? 2 тигра или лавови? Или 2 вола? Значи, тревопасните животни се многу покротки по природа. И спомнавме дори и тогаш дека примаат директно од природата оние битни минерали, железо, калциум, магнезиум,
и ред други, кои што ги прават да бидат такви кротки, значи делуваат на нивниот темперамент. Додека месождерите не ги примаат во доволни количини или не во таква изворна форма и затоа се такви бесни какви што се. Значи видите дека и тоа има влијание. Да ве подсетам на еден друг цитат. Што велеше таму Елен Вајт во Совети за живот и исхрана, ако не се лажам, велеше дека зошто Господ не им дал месо во пустината? Им дал во една прилика, знаете што се случило, затоа што сакале. Меѓутоа, зошто не им дал месна исхрана, туку им дал мана? За да бидат послушни. И здрави, ама и послушни, значи да не бидат бунтовни. Значи видите, повторно во тој дел каде е влијанието на исхраната, е месната во случајов. Така да не ги заборавате овие цитати, овие стихови, ако приметам дека сте ги заборавили, ќе повториме. Мене не ми е тешко. Со ова ќе завршиме, ќе видиме од следната сабота што и како Господ ќе ми води. Нека му е слава на Господа за сите овие совети и нека ни даде помош да ги спроведеме. Амин.